Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски. Најнапред да им ги честитаме празниците на нашите сограѓани од муслиманска вероисповест. Рамазан Бајрам, ево денеска и во наредните 2 дена после долгиот пост и посакуваме јас и Горан среќни празници, да ги поминете во здравје и радост со семејството и со почитување на сите оние убави нешта кои што ги носат празниците, меѓу другите и еден од најубавите според мене, а тоа е со милоста кон посиромашните и понудата на својот оброк, со кој што им давате малку повеќе надеж во нивните тешки животи. Од друга страна, за тие што гледаат фудбал, морам да признаам, и мене ми е малку криво. Одлични надпревари се случуваат и денеска, односно вечерва во Лигата на шампионите, исто како и вчера, уште неколку минути има до крајот. Па верувам дека тие што баш не можат без фудбал малку подоцна ќе се вклучат. Другите, еве сте со нас. Вечерва разговараме со нов лик, би рекол не на толку на политичката сцена, меѓутоа пред екраните условно кажано се работи за господин Остерио Папули, подпредседател на партијата на властите. Добра вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и ќе ми биде чести задоволство да бидам гостин во вашата ценета емисија за прв пат. Да. Пред да започнеме со разговорот со вас, не интересираат многу работи поврзани со партијата на власти и генерално со условно кажано влашкото прашање, така да речам, и нивната поставеност во политичките конјунктури во Македонија. Би сакал малку со Горан да прокоментираме околу председателските кандидати. Стево Пендаровски е прилично агилен овие неколку дена во напади кон кандидатката на ВМРО-ДПМНЕ, господјата Гордана Селјановска Давкова. Упорно ја провоцира дали е председател или не е, бара да се сретне, односно да има дебата. Бега од дебата. Бега од дебата со неа, бара дебата со Христијан Мицкоски. Малку необичен пристап, понекогаш ми се чини излегува од границите на културното и на достоинственото. Уште повеќе тоа според мене го прави председателот на СДСМ Димитар Ковачевски, кој што оди понекогаш и во лични навреди кон професорката Седјановска, но добро. Нас не интересира во овој случај контрадикторноста во неговите изјави поврзани со оној фамозен израелски спин доктор Асаф Ейсин, некои викаат Ейсини, не сум сигурен точно како, човек кој што неформално, формално, веќе никој не знае како, е поврзан очигледно со кампањата на СДСМ, меѓутоа изјавите кои што доаѓаат од тој кампус и конкретно од председателот Пендаровски се, би рекол, збунувачки. Добро, не е тајна дека јас минатите председателски избори бев шеф на кампањата на Гордана Селјановска Давкова. За среќа или за жал сега не сум, како сакате, кој како сака да доживее тоа. Ако јас само можам да кажам дека ако на вистина овој израелски пиар експерт земал пари огромни преди од ЦДСМ, треба веднаш да им ги врати. Ова што го гледаме во кампањава денојуве, наистина е срамно и смешно и штетно за СДСМ и Пендаровски. Пендаровски вчера избега од дуелот дебата со Селјановска. Не ја спомнува неа за дебата, туку сака со Мицковски. Нормално, минатите избори, председателски изгуби 8 дебати. Сите 8 дебати ги изгуби, тоа страшно ги изгуби, и сега нормално дека човекот не сака да сретне со Селјановска. И да рече дека не ја гледал. Вечерва Селјановска му одговори дека не ја гледа заради реките народ што доаѓаат на митинзите кај што таа учествува, и видовме и во Берово, Киселово, да видовме дека Пендаровски не може да собере 30, 50, 100, 200 луѓе не може да собере. Но тоа си е проблем на Пендаровски околу аферата. Со израелскиот пиар стратег, како сакате да речете го, Асаф Моше Ейсин, тоа му е правилното име според неговите лични документи, кој што ги пријавил овде во еден скопски хотел покрај Вардар, е многу интересно прашање заради тоа што Пендаровски во отсуство на соодветни, да кажам, информации, лажни информации, тој користи лажни информации, самиот се инкриминира и себе си, и СДСМ, не во политички проблеми, туку во формално правни институционални проблеми. Од тоа што го видов денеска, тој дава изјава за Клик Плюс на ТВ21, каде што вели дека прво го праша колегата Ливша Цветковски дали работи... Ајде да видиме.
изјавата. Ја имаме Може и изјавата, така, па ако ќе може искоментираме, режија да. да ја пуштиме изјавата. Сега тука нешто не ми е јасно баш, не е прифатено. Дали е аудиото пуштено? Е. Но има не знам што е со режија. Да ја пуштиме уште еднашка, да од почеток. Дали може да ја пуштиме? Нешто во режија не се сноѓаат изгледа, или може би до нас е. Ако треба ќе ја парафразираме. Наместена е нека ја пуштат веднаш, нека ја пуштат. Пушти. Не знам зашто не го слушам звукот. Не е битно. Првиот пат кога почна со тие негови конструкции, меѓутоа тоа е типично за нив. Че Асаф бил кај мене, како многу други кои се нудат во очи на кампањата да ја работат кампањата од PR аспект. Ја даде својата понуда и јас единствено што направив и го упатив на оние кои ме поддржуваат и кои ќе ја плаќаат таа кампања утре, а ако тие сакаат нека да слушат договор со него. Значи, тоа е таков тип на средба во која се презентираше што нудат тие како агенција и понатаму таа работа кај мене заврши. Добро, ова е тоа, режија, фала, благодарам. Значи, овдека председателот вели дека да, имал средба со Асаф. Прво на прашањето на колега Цветковски, дали се познавате или не? Да, тој е зборувачки, тој не го видовме, тој е зборувачки, мутам дека имал средба со него. Имал средба, не се познава. Извини се чегува малку, ама. Но потоа вели дека ги упатил на тие што ја поддржуваат неговата кампања, тоа значи на СДСМ. На СДСМ, да. Нема кој друг да биде. Сега тука има повеќе логички недоследности или да кажам грешки, односно лаги, конкретно кажано. Меѓутоа најголемиот проблем е во тоа што кога првиот пат пред 20 на дена подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски излезе и го обвини Пендаровски дека ги користи услугите, тука прашањето се црните пари, како е платен на Асаф Есин. Тој него го нема во извештаите официјални на СДСМ. Тогаш Пендаровски имаше официјална изјава која што мислам дека ја имам овде сега. Вели, во однос на лицето за кое прашувате, председател Пендаровски со работниците го имаат сретнато лицето во својство на консултант на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на средба која имаше организирано таа политичка партија и која формално му има дадено поддршката на председател Пендаровски за престојните избори. И сега ова може да биде, и ова е глупо, ама може да биде некакво објаснување. Меѓутоа, кога го кажете денеска, Пендаровски го кажува сега, дека средбата е организирал Социјалдемократскиот сојуз во неговиот кабинет, тука веќе имаме сериозен проблем. На Социјалдемократскиот сојуз не може да ја користи, да ја злоупотребува во било каков начин да ја користи, да речам, резиденцијата на председателот, или вилата Билјана, водно, како се вика, не е важно. Да, се извинувам, водно, заради тоа што тоа е имот на сите нас. И на нашите вчерашни гостини, твои, ние сите сме платјали. Не може политичка партија да ја користи. Освен ако немало две средби, ако имало две средби, тогаш веќе имаме друг проблем, односно не е председател Пендаровски, значи веќе тој не го одбил и тој имале уште една средба каде што можеби нешто друго се договориле. Во секој случај ова е како се вели тоа, подопрен глас, идеална ситуација Државната комисија за борба против корупција да испита како тоа се случило да председателската резиденција биде злоупотребена за партиско-политички цели. Нешто што навистина би рекол не е фер. А другата работа што може да коментираме, ама да не е фер кон гостинот, не можете вие да повикувате во вашиот кабинет председателски лице кој што ви дава презентација, понуда за политичка кампања која што ја водите како политичка фигура, како приватно лице. Значи, тој таму настапувал во име на институцијата председател на Македонија и го примил израелскиот консултант. Се извинувам, ако работите за приватни работи, ќе си одите дома кај вас, ќе си одите во станот во автокоманда или кај сакате. Не можете како институција да примате човек кој што ви дава понуда за приватен бизнис. Исто така сериозен проблем за Пендаровски и доколку е доблесен новиот состав на антикорупцијската комисија, уште утре веднаш ќе го повика председател Пендаровски и ќе го праша што се случува за ова. Што на прашање тука, Горан?
Во принцип овие работи вакви се решаваат елегантно ако се знае, ако се сака. Значи човекот дошол во Македонија, веројатно постоел, значи не е сега тој, не знам, спин доктор што и да е, се прави договор, не се прави договор. Зошто толку се измеша работата? Не разбирам зошто проблемот е според македонските закони, вие ако ангажирате некого, иако Пендаровски претходно рече, тоа е проблемот. Тој рече дека никогаш тој не комуницирал со странска агенција, следел резултати анкети, меѓутоа не комуницирал, не соработил со странска агенција. Тоа беше зборот. Зошто црни пари? Многу едноставно. Само да црни пари. Како е платен овој човек? Александар Николовски повторно зборуваше дека парите веројатно доаѓаат преку рек. Питал. Тоа е една од сценаријата, исто така може да го утврди. И јавното обвинителство, кога се работи црни пари, тогаш веќе не е некакво етичко прекршување, се работи за сериозен криминал. Ако стварно тие 16 милиони евра разлика во последниот тендер на рек Битола се направени, немаме дилема дека се потрошени за кампањата. Без разлика колку е лоша таа, некој земал пари. Дали отстигнале кај израелецот Асаф или ги потрошил, ги земал некој во СДСМ, помалку важно. Важно е дека овде имаме сериозна злоупотреба на државни ресурси и тоа не сме да се случи. Јас се чудам зошто Пендаровски не излегол надвор од кабинетот и отишол да се сретне во автокоманда во Мандарина, сладкарница да се сретне, да, ја знаеме, да. Ние ја знаеме. Па да, таа е роднините на една Елмас, нели тамо се, ја често одам тамо, пијам боза, не е важно. Значи, го примате во кабинетот, а да не забораваме дека Ковачевски го демантираше Пендаровски и рече дека немало таква средба со тој израелски консултант. И знаете како, страшна ситуација. А околу навредите што ги употребуваат и Ковачевски и Пендаровски против професорката Силјановска, се навистина нечовечки. Гледам тука и мизогинија, гледам тука и джизам, дека е жената стара, па дека ја немало никаде, па дека била под, не знам, влијание на Мицкоски, така натаму и така натаму. Не гледаат што им се случува, како в дебакл вчера бев на објективна емисијата на МТВ. Само во тројка и четворка професорката Силјановска има најмалку 60.000 предност, само во 2 изборни единици. А нема причина да се мисли дека во другите изборни Пендаровски би успел тоа да го нивелира некако? Па јас живеам во втората изборна единица Гази Баба. Па ја гарантирам дека само во Гази Баба професорката ќе има десетина илјади во неговото место кај што тој живее, неговата адреса ќе изгуби катастрофално таму. Ние зборуваме за 100-120.000 предност за Силјановска и тие мислат дека со вакви навреди кон професорката ќе сменат нешто. Џабе им се сите тие милиони што ги даваат или не ги даваат, не знам, ќе утврдат институциите, да не прejudicираме. Ќе утврдиме на 24-ти, потоа на 8 мај. Да. Стереопапули. Ние имавме малку подолг вовед, меѓутоа без наслов, но со повод имаше една емисија со добра причина. Значи вие сте подпредседател на партијата на властите, партија која што постои прилично долго, преку 20 години. Да. Иако сте вие вака од око, релативно млад. Сега може да ни кажете, еве, почнете од вас, кој сте вие, впрочем, да не звучи ова сега малку арогантно. Подпредседател на партија на властите, меѓутоа се уште сте, условно кажано, анонимен во јавноста. Да, значи стереопапули, нели како што ме најавивте. Подпредседател сум на партија на власти од Македонија тука. Постои од 2001 година, практично е формирана на 7 април 2001 година, значи пред 3 дена прославивме роден ден на партија. 23 години, да. 23 години, да. За 2 години јубилеј на 25-та година. Партијата функционира активно, си има свој извршен централен одбор, се одржуваат конгреси на секои 4 години, активно има своји комисии, има своји цели, задачи, како функционира и како е насочена кон влашката етничка заедница. Тоа се подразбира, меѓутоа она што не интересира. Партијата на властите е во коалиција со ВМРО ДПМН речиси 20 години. Да. Во коалиција со ВМРО ДПМН од изборниот циклус на локалните избори во 2005 година. 19 години. 19 години, да. Каде што ретко се случува една коалиција да опстане толку долго. Да, ретко се случува затоа што, видете сега, ние сме имале доста коректен и многу коректен однос со ВМРО ДПМН овие изминати години колку коалицираме со нив, затоа што како за пример ќе дадам, еве на локалните избори во коалицијата само во претходниот циклус, заради тоа што бевме во еден процес на реформирање на партијата, не добивме, да речам, пратенички, се извинувам, него
советници низ општините каде што има поголема концентрација на власи. Меѓутоа, во претходните изборни циклуси на локалните избори, секаде имавме советник каде што има поголема концентрација на власи. И тука се градовите, нели, Крушево ќе почнам, Битола, Свети Николе, Штип, Гевгелија, Кисела Вода и тие се местата каде што. Принципелна коалиција која што обстојува долго време. Да не забравиме, има уште една партија влашка, тоа се вика Демократски сојуз на властите, тие се во коалиција со СДСМ, мислам дека опстана таа коалиција. Да, опстана таа коалиција. Еве чисто вака, какви се односите меѓу двете влашки партии? Постојат ли односи генерално? Постојат односи помеѓу двете влашки партии, нормално, нели? Ние заедно го организираме националниот ден на властите 23 мај, кој што ние како партија, нели, имаме директна заслуга, би рекол, за внесување како национален ден како државен празник во нашата држава, каде што долго време агитиравме и се боревме за таа работа, кој што на 23 мај, само да споменам, интересна историја, ние добивме права во Отоманската империја во 1905 година. Султанот Абдул Хамид II им дозволи на властите да имаат свој... Тој уште пред хуријатот, интересно. Молам? Тој уште пред хуријатот од 1908. Пред Турската револуција. Пред Турската револуција, да. И тогаш, заради тоа што властите имале навистина една интересна улога во Отоманската империја, биле луѓе кои што ги поврзувале. Правеле, граделе мостови помеѓу Отоманската империја и Австро-Унгарската империја, затоа што по палењето на Москополе, што се случило 1780 година, мигрираат властите. Само да кажем, Силино, јас, Да. Москополе е град со над 6000 луѓе, доминантно влашко население, запалено над 60.000 луѓе. Силино, над 60.000, да. Над 60.000 луѓе. Главен влашки центар на Балканот, да речем. Да, тој на времето бил главен град, да речем, на Балканот, дури бил поголем и од Атина. И денеска, нели, среќаваме оно москополски, нели, ангели, има неколку книги како што ги нарекуваат, што москополитаните со нивното иселување од тие за палењето на Москополе, палењето, нели, и на Грамос, се раселуваат властите низ светот и најчесто завршуваат во Австро-Унгарската империја, во Виена и во Будимпешта, каде што практично ги градат тие градови, верували или не, и во Белград исто така. Што значи еден континуитет на влашката заедница тука на Балканот, 23 мај ние го славиме како еден национален ден и таму е нашата соработка со со ова од спортивниот табор, Да, условно од кажано. спортивниот Добро, во принцип добро е кога имате демократски, условно кажано, релации, барем за она што се однесува од национален интерес. Да, ние сме демократи по убедување властите и сме капиталисти, би рекол. Добро, сега ова вие што го кажавте, капиталисти, да, постои или една фама е зборот, дека властите во Македонија ги држат практично сите успешни бизниси, капиталот во државата, што во принцип не оди на нешто лошо, напротив, тоа би требало да е еден вид на показател за способност. Зашто не, иако како можеби малку и со евреите се ствараат и оние, создаваат оние теории на заговор непотребни, дека некој нешто контролира и државни организации, нешто, меѓутоа тоа е далеку од вистината. Она што мене ме збуни. Во разговорот пред да влеземе во емисијата, рековте дека на пописот во Македонија има само 8000 власи. Јас бев убеден дека се повеќе. И вака во разговорот и вие рековте дека нема шанси да се таму. И како е дојдено до таа цифра од само 8000 луѓе во Македонија? Јас не можам да го разберам тоа никако. Дури кога беше пописот, ние излеговме со соопштение од партијата на властите, каде што не го признаваме пописот. Такви бројки се поразителни и смешни, ако ме прашувате мене. И тогаш излегов јас со една моја изјава, па ја можам и тука да ја кажам. Ја само познавам 8000 директори власти низ државата. Ова беше добро. Така што јас не разбирам како може ние да сме, нели, 8000. Ние дали не се раѓаме, дали не умираме, нели, од 2001 година од денеска сме таму 0,48. А како што споменавме пред да почне емисијава во лобито, мислам дека секој еден од нас позна барем двајца власти во животот, нели? Јас познавам десетици. Јас викам секој четврте власт во држава скоро, нели? Добро, меѓутоа тука тоа го Но не се директори. Јас тие што ги познавам, никој не е директор. Јас ќе си го поздравам мојот пријател Кочо Ѓонда, веднаш одличен човек, не е директор, случајно. Сакав да кажам, на што би се темелело тоа? Релативно малата бројка која што некој респондира со реалноста.
некаков облик на асимилација е тоа и зошто би постоела? Да, да се вратам претходно на прашањето и ќе одговорам Да, на ова. слободно. Тоа е интересно кога збориме околу бројката која што е во Македонија на властите и исто така е многу интересно кога се вика дека ние ги држиме конците или не знам тие некои теории на заговор кои што многу често излегуваат во јавноста, со кои што мене навистина ми се смешни, нели? Факт е дека низ социјализмот со, нели, колективизацијата 48 година на 12 март, нашето богатство и нашето имање се зема од комунистите кога дојдоа на власт. И така властите ги насочија своите деца кон едукација. И во циклусот 20-30 години тие се едуцирија, добија вистински едукација како секој, нели, нормален човек. Кога ќе го изгубиш богатството, што прави, се насочуваш кон едукација за да го преземеш пак. Добро. И факт е дека на клучни позиции беа после 90-тите години, нели, со приватизацијата и слично. Меѓутоа, мислам дека нема простор, дека ние правиме некакви работи во Македонија каде што ние ја држиме или некакво лоби кое некакво што организира се. Не, јас Се јавно кажувам дека не постои такво нешто. Значи, тоа е Добро. Вие инаку во кампањава сте вклучени? Да. Зборуваме во предизборната, сега е претседателската кампања во ЕК, за парламентарните се уште не е ни почната, има уште неколку дена до почетокот. Вашиот впечаток еве од предизборната кампања претседателска, имавте средби со претседателката со кандидатката за претседател, се извинувам, Горана Седјановска-Давкова? Убаво си кажавте претседателката на Македонија, нели? Наредната претседателка. Да, имавме, бевме баш вчера на митинг во Ѓорче, вчера ли беше, зашчера ли беше? Вчера беше, да, на митингот во Ѓорче бевме и да, конкретно сме цело време на терен, даваме поддршка на професорката затоа што мислиме дека е вистинскиот кандидат за да ја предводи Македонија понатаму. Навистина сме, мислам, веќе ние преку глава од се тоа што се случува овие претходни години. Мислиме дека треба да дојде човек кој што ќе даде насока на Македонија, ќе биде правна држава, ќе биде повторно Македонија достоинствена и горда држава, како што впрочем и ние властите сме. Можам да направам тука една паралела. Кампањава на професоркава навистина содействува и буди надеж кај мене како власт, па и кај влашката заедница, затоа што тие карактеристики нас не красат, ако можам така да го кажам тоа. Знаете зашто ве прашувам ова? Затоа што претседател, се уште актуелно претседател Стево Пендаровски често пати инсистира на тоа дека од некоја причина тој ја заслужува поддршката на етничките заедници. Зборувам тие што не се македонската етничка заедница. И сега тоа е некако речи си ексклузивитет. Тој си представува за себе како небаре би требало србите, турците, власите, ромите, кои да се, сите што стануваат бошњаците, не знам, да гласаат за него затоа што тој има право врз тоа. Многу чудна во принцип негова логика. Не можам да ја разберам логиката затоа што еве во 8 години владење или колку се веќе 7 ајде нека бидат. Јас не гледам унапредување на другите помали етнички заедници. Значи државата се води кон едно бинационално сценарио, ако можам така да го наречам, и ние не сме воопшто согласни со таа ситуација. Значи гласот на помалите етнички заедници не се слуша, не сме никаде. Така што не знам како ја пара таа поддршка од помали етнички заедници. Во овие 7 години имал некаков контакт со вас еве како партија? Со нас како партија немал, меѓутоа годишно нели е она средба со претседателот која што ја организира секој претседател на Република Македонија, каде што представници од влашката заедница се гости во кабинетот на претседателот. Еднаш годишно? Да. Па добро, тоа е формалност, Горан? Тоа е најголема формалност, да. На празник, на денот на властите, тогаш има прием и тоа е тоа. И тоа завршува и сега треба 8000 гласа да добие од властите Пендаровски, зашто тој така вели. Ме интересира нешто друго. Сега денеска имаше актуелна една ситуација во Државната комисија за спречување на корупција, антикорупцијската комисија, каде што професорката Седјановска поднесе представка да се запре вработувањето на 130 обвинители и судии од Академијата за судии и обвинители, и таа го толкува изборниот законник дека не смее да се одвива тоа вработување во текот на изборната кампања. И ДКС, антикорупцијската комисија, го прифати тоа барање незино и го запре
целиот процес, да речеме, и не може сега академиите да суди и да заврши со тестирањето така. Таму има многу интересни синови, ќерки, браќа, внуци, не знам што све, вујковци на актуелни високи функционери и помалку високи функционери од СДСМ и ДУИ. Имате ли информација дали меѓу тие 130 обвинители суди има некој влав? За сега немам никакви информации. Веројатно би имале. Веројатно би имало, затоа што мала заедница, добро распоредена, нели секогаш добро добро информирана, добро вклучена во општествените, да, добро интегрирана. Дефинитивно, тоа е посебно прашање. Да, тоа е посебно прашање и би рекол дека е можеби најдобро интегрирана заедница во Република Македонија моментално, така да немам информации да ви кажам дали има некој влав. Меѓутоа секој треба да одговара нели пред законот. Да, и за среќа, реков Државната комисија за спречување на корупција ја прифати представката од професорката Силјановска и го запре тој процес и нема да можат СДСМ и ДУИ да ги вработат своите внуци, браќа, сестри, така натаму, додека траат изборите, а по изборите нели е друга приказната. Колку властите успеваат да бидат дел од естаблишментот политички? Јас не се сеќам навистина одамна да многу луѓе имало во владата, како високи функционери, министри. Хари Костов беше премиер до 2005, како беше? 2002, 2003, нели, Бранко кога замина за кандидат за председател. Но тоа беше 6 месеци, мислам дека така. 8-9 месеци, не знам точно. Имало и министри, не дека немало. Јорго Шундовски, ако не се лажам, беше во времето на... И тоа, некако како властите да можат да водат големи компании, да можат да прават големи бизниси, ама кога се работи за владата, некако не ви оди баш најдобро, да речем. Да, отсуствуваме, би рекол, во тој поглед и затоа партијата на властите беше и формирана. И најчесто јас се соочувам со цела оваа работа затоа што нас не нема по институциите. А како ќе се мотивираме ние да бидеме дел и да ги водиме тие институции, доколку нели не сме, да речем, на еден начин интегрирани во целиот тој процес. Никогаш досега во историјата на Македонија не сме имале свој представник во собранието, нели? Пратеник сме немале. Биле власи пратеници во собранието. Меѓутоа членови на некои од другите политички партии поголемите, нели? Сега не е тоа целта. Целта е да биде некој автентичен човек кој што ќе ги представува нашите интереси во собранието на Република Македонија, кој што гласно и јасно ќе говори со какви проблеми се соочуваме ние. Како на пример Тоа сакам да кажам. Значи ако ги отфрлиме онаа фама дека сите, не знам, власти се најбогати на светот и дека се супер и моди, реалноста е дека имаат проблеми како сите граѓани во Македонија, да не се лажем. Ужасни проблеми, да. Еве јас ќе ви кажам, на маргините сме на институционалното вклучување во, како што и сами кажавте, не сте виделе. Ни јас немам видено. Има, веројатно има. Има, меѓутоа на јавни на битни, на важни функции ги нема во последните години. И затоа партијата е тука да повторно се ревитализира и да дојдеме до една ситуација каде што ќе се слушне нашиот глас во институциите и каде што ќе ги искажеме јавно проблемите кои што ги имаме. Ние сме маргинализирани во поглед на нашата застапеност во институциите. Тоа е како прв факт. Втора работа е гласно никој не ги знае потребите на властите. Знаете како се сретнам со луѓе и ми викаат: "Ајбе, вие властите имате пари, сами си ги средувате работите, све имате вие." Нели? Све ви се може. Тоа е најблаго кажано глупаво. Тоа е многу глупаво. И јас комплетно не се слагам со таа констатација и мислам дека тука треба да работиме напорно. И нашата цел како партија е во наредниот период на овие парламентарни избори нема да имаме пратеник, нели, на добитно место со коалицијата, меѓутоа на наредните сакаме да работиме на тоа и како партија сакаме да излеземе со и го поддржуваме моделот на една изборна единица кој што е многу демократски модел и кој што би ни дозволил да имаме, нели, автентичен представник во собранието на Република Македонија, кој што при тоа ќе биде независен на еден начин и ќе ги искаже проблемите на нашата етничка заедница, која што за волја на вистината и за жал исчезнува полека. Односно сме веќе загрозен вид на заедница, ако можам така да се изразам. Мене што ме интересира сега, ова помалку звучи малку така, можеби
пренаивно како прашање, меѓутоа властите се интегрален дел од македонското општество, немаат формално правно своја држава, значи не се повикуваат како турците на Турција, албанците на Албанија, србите на Србија. Максимално се лојални на државата во секоја смисла на зборот и тоа наистина мора да се почитува. Од друга страна, нивната лојалност, сами спомнавте, некако се доведува во прашање не директно, туку индиректно, како да се става во некоја се подразбира дека тие се тука, ама како што велите да ги оставиме сами да се сноѓаат. Зошто би требало властите сами да се сноѓаат? Зошто би требало нивната способност да биде на некој начин казна за нив? Ме разбирате? Добро прашање. И исто јас цело време го зборувам. Нашите способности ни ги дадоа да го уживаме оној момент кој што го имаме во општеството, нели? Оној кај се наоѓаме ние во општеството. Тоа е заради нашите лични способности, не заради некој нешто ни дал, нели? И не знам како да го објаснам тој феномен. Навистина е феномен. Е феномен, затоа што секој мисли дека вие сами ќе си ја завршите работите, зошто да биде тоа казна, нели? Кога треба ајде да го искористиме тој умствен, човечки, интелектуален капацитет и потенцијал и да ги ставиме на функции каде што навистина ќе водат институции и каде што ќе покажат како домаќински се управува со државата. До сега проблемот беше во вашата неорганизираност повеќе или во тоа што државните влади не покажуваа интерес? Или едното и другото? И едното и другото. Комбинација е. Би рекол дека и кај нас фали организација. Не можеме да избегаме од тој факт. И како што на почетокот кажавте, заради најразлични фактори. Дали било тоа асимилација низ годините, нели, нормална појава, мешани бракови, губење на идентитетот, ако можам така да се изразам, и немање припадност или размислување кон влашката кауза, нели. Но би рекол и институциите ја одиграа својата улога при не поддржувајќи не во нашето културно организирање, во нашето општествено организирање. Например, имаме културни организации кои што не добиваат од државата, можам тоа јавно да го кажам, не добиваат од државата доволно пари. Или доволно пари. Да. Министерството за култура. Лична програма не сте застапени, книги објавување, фолклорни настани. Не сме, например, треба да се аплицира со проекти, меѓутоа и кога се аплицира со тој проекти се добиваат многу малку пари, од 1000 до 2000 евра. Мислам да отидете со на автобус до практично каде што одиме ние на лето во Крива Паланка, горе на Калин камен, колку ќе покријат тие 1000-2000 евра, ме разбирате? Што значи дека институциите треба да имаат малце поголем слух околу невладините организации на властите и да размислат и да си го постават прашањето дали сакаат да исчезне оваа етничка заедница или да ја одржиме во живот и да ја помогнеме и понатака да го гради македонско општество, мултиетничко општество, кој што му дава една дополнителна вредност, која што знаеме сите многу добро, дополнителната вредност е многу важна работа во денешно општество. Така што апелот мој би бил и до институциите, меѓутоа и до нашата етничка заедница да поактивно има слух околу влашкото прашање, за да можеме да го доведеме нели до ревитализација нова една кај младите, затоа што кај младите слушам јас сум влав, нели, меѓутоа јазикот не го збориме. Сега до тоа доаѓаме, потоа Горан претпоставам дека има други прашања. Јазикот е прилично компликуван. Велат еден од најтешките јазици воопшто, иако тој е од романската група, така? Кога ќе го проверите, потсетува всушност на италијанскиот јазик, меѓутоа, нели, со специфичен изговор и со специфична промена на гласовите, познава власти кои што не го знаат влашкиот јазик, што е многу чудно. Најчесто албанците 99,99% знаат албански. Или не знам, српски зборуваат во Македонија практично сите, не знам, турците исто. Кај власти има момент кој што не го познаваат доволно властите својот јазик. Зошто е тоа така? Тоа се должи на неколку работи. Кога зборевме претходно за застапеноста со институциите, како во Крушево постојат училишта на влашки, тоа знам. Постои едно каде што се изучува влашкиот јазик во Крушево, Битола и во Скопје, тука има едно училиште. И тоа е се. Што значи и немаат можност нашата заложба како партија е да можеме да го внесеме влашкиот јазик во
во градинките, за да од мали децата кои што имаат, затоа што родителите не може да стигнат да ги научат. Бабите и дедовците, ако одат во градинка, значи дека не може да ги гледаат деца. Не може. Немаат сите баби и дедовци. Немаат и сите баби и дедовци, да. Така што не може да им го пренесат јазикот, тоа културно богатство од колено на колено. Така што тука ние мораме институционално да почнеме да работиме, да оспособиме повеќе професори, наставен кадар за влашкиот јазик, за да може да се изучува во градинка, во забавиште и после тоа во основното образование. Имавме интересен случај кај што вика 15 деца, односно 15 деца треба да се пријавени во една паралелка за да може да се изучува влашкиот јазик. Сега за среќа се промени тоа и доколку и двајца побараат да учат на влашки јазик, го имаат тоа право. Логично, зашто? Логично, тоа требаше така многу одамна да биде, затоа што не се спроведе. Ние сме во ситуација денеска каде што јазикот не се веќе зборува, многу ретко го зборуваат младите. Јас сум еден од ретките можеби кој што го зборувам и с кој ги прашувам, викаат разбирам, меѓутоа не го зборувам, нели? Добро, без јазикот тоа е основната идентификација. Впрочем, македонската еден од главните проблеми на Македонија е ова инсистирање на Бугарија дека македонскиот јазик е бугарски, па така да кажам дека тука веќе постои еден вид на би требало да постои разбирање за тоа во кое што се наоѓа влашката заедница, се разбира не е идентичен проблемот, меѓутоа основата за разбирање постои. Колку власите и дадоа на Македонија и колку би рекол интелектуалци кои што помогнаа во формирањето и на македонската држава, па и на македонскиот јазик, можам да кажам. А не на пример Ману кога се формираше, до Блаже Конески беа Поленаковиќ, познат лав, и Ѓорги Филиповски. Кој тој беше познат лав. Значи од тројца, двајца се власи, нели? Блаже Конески, меѓутоа при тоа го зборуваше многу добро влашкиот јазик. Да. Тоа е интересен факт. Така што добро, еден од најголемите херои на македонската национална борба е Питу-Гули. Да. Иако некој сега се обидува да докаже дека Питу-Гули не е влав, меѓутоа тоа е веќе нешто. Да, тоа е нешто со кое што не можеме да го разбереме, значи нема како. Или многу често пати слушам и Дину Вангели, кој што беше прв премиер на Крушевската република и тој не бил од влашка етничка припадност. Не можам да ги разберам тие работи, меѓутоа нека им е чест и нека им служи. Добро, разни пропаганди тука се разбира. Значи, вие практично сега тоа што го слушам од вас и тоа што претходно го знам се наоѓате меѓу диапазонот најмоćна етничка заедница во Македонија и сега тука ми пишувате од текот на емисијата па нека им помогне Хари Костов, Лјучо Зиков, исто слични пораки добивам и јас, да. Лјучо Зиков е директор во МЕПСО, мислам дека, нели, и он е влав. Јанаки Митревски адвокатот го спомнува демек многу. Хари Костов не нека ми помогне, еве, Горан може и на тебе. Па и помогнал на многу луѓе, на нас не. Значи, од една страна постои таков став, мит во јавност дека власите се семоќни, нели како го велат евреите на Балканот, нели власите биле, а од друга страна вие зборувате сега и ова малку навистина човек да се замисли дека вие се сочувате практично со исчезнување, не со уништување, не со истребување, нема кон вас насилство, нема државен систем за да ве уништи, меѓутоа тоа што постои сериозна асимилација, тука мора да се согласим. И покрај тоа што голем дел, еве мои пријатели неколку на пример си го сменија презимето, нели од клас, да речам, ајде од некаква македонска варијанта во повлашка, еве да речам варијанта, да не спомнам се имиња, презимиња не е важно. Ние сепак се соочувате со сериозен проблем. И сега велите немате представник партиски во парламентот, во институциите, имате малку луѓе. Како ќе се одвива таа работа? Вие не сте радикални луѓе, не сте агресивни, не сте насилни, не уценувате. Во Македонија политиката знаете како е. Ќе лупнете на маса, одам во планина, ги вадам чизмите, војна кима, шо правиме се со властите кои што не се такви. Да, вие сте едуцирани, се согласуваме тука, и сте, рековте вие, капиталисти, и јас се сомневам дека ретко кој од властите ќе се согласи да влезе во некоја институција само за да биде вработен за 30.000 денари. Претпоставам дека малку се тие пари за да, нели, ја ќе добијам државна работа и сега ќе бидам среќен таму, а имате образование, имате едукација. Како ќе се борите со оваа ситуација сериозна дека на вистина за 30 години од 8.000 може да станат 2.000 власти во Македонија? А се согласуваме дека вие сте национално богатство според вашиот фолклор,
вашата музика, вашата историја, традиција, сите знаеме, само кога многу збораме и тоа многу работи ми навираат, сите знаеме за тоа со крстот на чело кој ќе се рече, тоа е нешто што е карактеристика за влашката заедница, ако не се лажам. На битна субкултурна, да речам, фолклорна институција, како властите се бореле да го зачуваат своето, ајде да речам, својата христијанска припадност. Многу работи казав, се извинувам, меѓутоа вака сега ме замисливте за многу работи. Да, прво ќе почнам со крстот на чело. И не само крстот на чело, него били испишани тука парацете. Јас, баба ми имаше крст на чело. И беше испишана. Баба ви имала крст на чело? Да, Јас мислам дека тоа било пред 200-300 години. Не. Тоа се случувало точно во векот на Илиневското востание и потоа, до 45-та година, во текот на војните. Што значи, така го зачувавме ние нашата религија и христијанството практично. Властите, како што кажавте сега пред малку, како ќе го зачуваме ние целиот наш идентитет, јазик, култура, пак ќе кажам, институционална ќе ни треба многу голема поддршка. И тоа јавно го кажувам сега тука. Нели, со менувањето на презимињата и се тоа помага. Еве јас на пример сум мајка ми, татко ми Костови, меѓутоа јас сум Папули. Ми го смениле презимето за да можам да се чувствувам, да не го изгубам идентитетот и јазикот и културата, нели. Ќе апелирам и до институциите да имаат подобар слух, да имаат еден слух околу да не слушнат кои се проблемите кои што навираат во нашава етничка заедница, за да не исчезнеме како културно богатство на оваа држава Македонија, затоа што јас многу често кажувам, ако не се преземе нешто итно, нели од нас, не можам да избегам од одговорноста. Одговорноста лежи и кај нас како етничка заедница, каде што треба нели да малце повеќе се заинтересираме до кај сме и што сме и како сме, ќе бидеме во музеј за многу брзо. Добро, но господин Папули, вие веќе имате не една, две партии постојат. Да. Еве сега провиненцијата каква е и соработката со коалиционен партнер е, нели, прашање на политичка логика, на политички сенс. Меѓутоа, постојат партии, функционираат веќе подолго време и некој ќе рече логично, па еве, по 20 години имате партии, па што правите, зашто не сте сработеле нешто повеќе за да бидете повидливи? Особено што таа видливост и инаку постои. Малку е контрадикторно. За разлика од другите етнички заедници, влашката ситуација навистина е контрадикторна сама по себе. Мокини, а не мокини. Малку, а многу. Некако ги има во системата, всушност ги нема. Сето тоа на многу луѓе им е збунувачки. Знаете? Да, збунувачки. Имате и партии, еве, имате партии, вие кога одите тамо, не знам сега со ВМРО, ДПМН, конкретно вашиот случај и со коалицијата, таа е коалиција 25 партии, претпоставувам, велите, добро, нашите барања, нашите услови се тие и тие. Може ли да се направи нешто за нив? Што добивате како одговор таму? Има слух и се надевам и мислам дека оваа влада сега, доколку дојде и ги преземе институциите, ќе ги преземе нашите барања, како челно барање, јавно ќе го кажам тука, за да знае целата јавност, сакаме да го основаме Центарот за култура, односно Влашка куќа, го именувавме како проект кој што ќе се залагаме максимално за да се одржи, кој што ова ни е еден долг кон заедницата веќе долги години, каде што како би функционирало тоа, за да појаснам, би било од отворен карактер, би се среќавале сите таму, би го слушале јазикот, би го учеле јазикот и би се дружеле едни со други. А за да одговорам на второто прашање, што правиме, нели, затоа што две политички партии сме, не сме во институциите надвор, има една интересна работа кај нас властите, а и сакаме и не сакаме да сме дел од политиката. Знаете. Повторно контрадикторно, зашто? Да, не можам да одговорам на прашањето, јас сум се уште млад и се надевам дека ќе го најдам одговорот во наредниве години што доаѓаат. Но вие, иако сте млад, сте влегле во приказата, веќе сте подпредседател на партија. Да. Ви кажувам, не знам како би можел да го дефинирам тоа. Аполитичност кај нас властите. Значи, политичката партија стои отворена, меѓутоа како да треба ние сега со сила да ги земаме луѓето и да работат политички, нели? Тоа е еден феномен кој што се случува кај нас властите. Дали можеби тоа што има висок процент на вработени власти во правосудството ви прави проблем на државно ниво околу процентот? Имаше една анкета
истражување за тоа колку од етничките заедници имаат во просудството, прилично висок број на суди, обвинители и судски кадар, да речам, и технички кадар и стручни референти, како ги нарекуваат, се власи. Тоа е некаква традиција заради таа едукација што споменавте, може би се одоло на право изучување, затоа што објективно во просудството имате прилично големи проценти, да речеме, на вработување. Или не сте го анализирали овој? Не сум го анализирал многу пати, да. Мислам дека е една традиција тоа да се учи право во влашките фамилии. Затоа што многу често кога се борите со неправо, мора да го знаете правото. Да. Чекайте малку, ако не се лажам, оној Ичко што го направи Ичковиот мир, тоа е првиот мир меѓу српската во правото српско восстание, кога се оди во Истанбул кај во царите тогаш кај царот, го прави еден македонски влав. Да, Ичко. да, Ичко, да. Петар Ичко. Петар, таа традиција веќе е, значи, повеќе од 200 години, не е тоа баш од никаде, да. Да, добри 200 години. Да. Има со тоа една анекдота, ама не е за емисијава, сепак не е за толку. Не е за емисијата, иако е позната. А ми паре немамо. Завршува со ми паре немамо, да. Правник е и Тома Фила, кој што е роден во Битола, во Србија, еден од водечките адвокати, го бранише Милошевиќ, и тој е влав, така? Да, и е прилично голем патриот и не само за влашката етничка заедница, туку и за Македонија. Да, апсолутно, да. Што е уште еден доказ дека, како што спомена на почеток Драган, дека ние, или Горан спомна дека друга матична држава немаме, нели? Матична држава наша е Република Македонија и ние сме комплетно лојални на оваа држава и низ текот на годините дадовме се за да, нели, профункционира како што треба и се гради како што треба во општество. Така што да го земеме само примерот со Тоше Превски, нашата икона. За жал, прерано замина, Тоше Превски секаде го истакнуваше, ако не се лажам, своето влашко потекло, меѓутоа во исто време толку беше изразито патриотски македонски настроен, што тоа беше баш видливо со гол око. Зборуваме за човек кој што со оглед на кариерата што стоеше пред него, сега малку е глупо да се зборува вака за човек што го нема, можеше да каде сака да замине и да биде кој сака, проче. Меѓутоа никогаш не бегаше од македонското знаме, од македонската химна, од македонската традиционална песна, од тоа пееше впрочем и спортската химна, химната на фудбалерите, нели? Да. Значи Тоше Превски мислам дека е најдобриот пример за Затоа и го спомнав. За македонските власи, колку се патриоти, колку си ја сакаат државата и колку си ја сакаат земјава. Затоа што, нели, другите етнички заедници можеби имаат некоја резервна држава. Алтернатива во наводници. Ние немаме алтернатива. Ние впрочем и се осеќаме, се чувствуваме македонци, не од сега, него затоа што на влашки, ќе кажам едно интересно, ние меѓу себе, ние не се викаме власи, ние се викаме Армн Македон. Или Армн, нели? Армн значи влав. Аромански македонци, да. Да, аромански македонци, да. Значи армански македонци, ние Армн Македон, значи македонци се осеќаме ние во самото ткиво и сме, нели, вклучени во ткивото на македонскиот народ низ историјата, што сме практично заедно од секогаш на овие простори. Дали било тоа на територија на нели, онаја Македонија која што постоеше додека се погори да се подели со Букурешкиот мировен договор. Инаку интересно е околу Букурешкиот мировен договор кога се потпише 1913 година, тогаш се формираа, нели, балканските држави и власите како заедница не добија држава. Го добија принципатот Пин 41 година до 45-та, тој профункционира многу малку како протекторат на италијанската држава тогаш, но кога се потпиша во Букурешт 1913 тој Букурешки мировен договор, таму им се даде една заложба на балканските држави да властите нема да имаат своја држава, меѓутоа ќе им се дадат сите права како што ги имаат, како што ги уживаат сите други заедници кои што ги формирале државите. И тоа за жал ете од 1913 година па се до не се случи, нели. И така тоа можеби малку се должи на битката ја продолжува. Имате на македонската радио-телевизија емисија на македонската телевизија емисија на влашки јазик и на македонското радио имате емисија на влашки јазик, но тоа ми се чини дека по половина час неделно или два пати по половина час
на еден од каналите, на канал На канал 4, да. канал- На МТ4 на е. помалите заедници, како се некој тој канал, да. Да, Што претпоставам не е доволно за да децата учат влашки, за да возрастите го вежбаат јазикот. Претпоставам дека е тоа малку. Но прашање имам пред 10, можеби 15 години бев на еден протест пред Романската амбасада. Протестираа дел од властите од Македонија против тогашен обид на Романија како држава да ве прогласи за Дел од романската заедница, да, Да. условно кажано. да како романскиот народ. Не баш прецизно вака, меѓутоа и тогаш прилично голем број на луѓе, власти сите, протестираа таму, јас тогаш работев во Ајден, чинам дека беше. И се збунив, велам, зошто властите не сакаат да бидат со романската држава, сепак сериозна држава, сега членка на НАТО, на Европска унија, огромен, имаат раст економски и така натаму. Тоа е голема земја, Се уште реално, ли да. постои тој некаков чуден однос, да го наречам? постои, да, се уште кај влашката етничка заедница. Еве, јас студирав во Букурешт. Таму завршив, таму магистрирав. Јас романец не станав. Ме разбирате? Што значи, ние како етничка заедница никогаш нема да можеме да станеме романци, нели? Секогаш ќе бидеме Не, македонци. вие можете, ама не сакате. Можеме, ама не сакаме и тоа е добро, да. Еве не сакаме. Значи, Па тоа јас кажува сум се, впрочем. Јас сум Пример, чист многу пример. добар пример, да. Најдобар пример сум јас околу таа работа. Што значи дека има разговори, јас често пати кажувам дека мораме да најдеме еден начин на разбирање, затоа што тоа го споменувам и во Романија кога годам, ние не можеме романци да станеме. Не може никој со сила нас да ја направи романци. Од друга страна, кога беше спорот со Грција, за жал долго време траеше, имаше некакви обиди повторно да се наметне на влашката заедница дека таа на некој начин поради некои историски врски со Грција практично не одигрува, меѓутоа има посебна склоност да има разбирање еве за грчките ставови околу Македонија. Шисто така сметам дека е обична манипулација, меѓутоа постоеше некако лебдеше во воздухот. Морам да кажам дека ова не сум го сретнал ова толкување за властите како Има, соработници. Јас знам каков е проблемот на грчките власти во однос на грчката држава. Огромен проблем. Таму сакам да и затоа малку ми е чудно. Таму сакам да интервенирам малку околу ситуацијата на грчките власти таму. Бевме поканети од Гордан Јорданов имавме како покана како заедница да учествуваме во една представникот на Обединета македонска дијаспора. на Обединета македонска дијаспора, да. Да имаме представник во една панел дискусија таму околу нели правата на етничките заедници во Грција. Во Грција, добро. Таму ние како луѓе кои што ја формиравме грчката држава, таму изгубивме највеќе. Таму сме, значи, комплетно десеткувани, не постоиме, грци сме сите, нели? Нема право никакво до ден денеска која што е. Сега јас глупаво ќе биде да критикуваме на земја која што нели Грција која што ни е сосед. Добро, соседна земја, окей. Меѓутоа никакви права не добива влашката заедница, која што во практично мислам дека е највеќе бројна во Грција влашката етничка заедница. И нема никакви права. Можеби од тоа го повлекував прашањето сигурно. претходно дека има навистина голем број на власти во грчката држава. Има, да, голем број на власти има во грчка држава и се соочуваат со огромни проблеми. Мислам, човекот кој што е Внимавајте ќе ни го со ова што го зборувате сега преспанскиот договор го доведувате во прашање, сега ќе излезат еве. Ме интересира околу јазикот, ако ми дозволите, ме интересира паралела, одnosno не паралела, 3 паралели се. Романскиот јазик и влашкиот јазик во Македонија. Но дали е само еден влашки јазик во Македонија? Јас имам, например, информација дека властите во Крушево и властите во Штип зборуваат прилично различен јазик. дијалекти се тие, Или да. дијалекти, Тоа така. е точно. А романскиот е нешто трето. Не постои тоа. Тоа е влашкиот јазик и влашкиот јазик се дели во два дијалекти. Тоа е фрширотски дијалект и грамостенски дијалект. Јас како што знам. Грамостените се луѓето кои што се во источниот дел на Македонија и зборат еден типичен така интересен влашки јазик и крушевчаните имаат
акцент на фарширотскиот влашки јазик, влашки дијалект. Но се разликуваат меѓу Се себе тие два разликуваат, дијалекта. да, се разликуваат. Но и се разбирате. Се разбираме, меѓутоа се разликува, значи битолскиот, кичевскиот, крушевскиот во Охрид, во Струга што го зборува тој влашки јазик, со овој што се зборува во не јазик, не повторно ќе кажам дијалект. Во Велес, Свети Николе, Штип, Куманово се различни дијалекти, меѓутоа е исти јазик. Да. И тој јазик е различен од романскиот јазик. Тој јазик е различен од романскиот јазик, да. Вие моравте да учите романски јазик. Јас учев една година романски јазик за да можам да ги продолжам студиите во Романија. Да. Да. Тоа е еден најдобар пример. Околу потеклото со многу гласи сум разговарал пред некој време, тоа што рековте Арман Македон, аромански, тоа има некаква врска со романската империја? Има една теорија? Не, со римската Со римската. империја, да. Тезата е Не со дека романската, со римската империја, да, се разбира. Тезата е дека ова го учевме на факултет. Сега не знам, може би се променило дека кога навлегуваат веќе на почетокот на средниот век племињата во на Балканот, а римската империја овдека исчезнува, делот тоа римско ткиво, да речеме, кој што постоело, се повлекува на планините, бегајќи пред доаѓањето на тогаш дивите племиња и за да го задржи својот идентитет, својот јазик и така натаму се повлекува, па меѓу другото и Крушево, нели, како планински регион е веројатно нуди добра понуда за оваа теорија, дека останува таму фактички како еден вид наследство на стариот Рим. Не сум сигурен колку е тоа како теза докажано, меѓутоа знам дека постоеше во историографијата. Има неколку теории околу таа работа, е дека ние сме произлегуваме од Петата римска легија. Да, која што дошла, јас сум го читал и можам да го кажам тоа што го знам. Другото, со доаѓањето нели на римската империја тука, на Балканот, историчарите подобро го знаат, сега јас ова го кажувам. Апсолутно, да. Со доаѓањето на римската империја тука затекнале некое домородно население кое што збори некој јазик сличен на латинскиот, односно вулгарен латински. И со мешавината на римјаните со домородното тоа население кое што живеело на територија на Македонија или Епирпинтите Салија и Македонија, затоа што портот бил нели Вија Игнација поминувал така за да стигнете во Цариград, во Истанбул, во Константинопол, поминувал тука на кај Хераклеја, нели. И така кога стигнале тука, се измешале со домородното население и како резултат на тоа настануваат власите. Тоа е една теорија. Другата, постојат повеќе теории, нели? Да, дека се меѓутоа ние сме на Балканот сите имаат теории за се што сите се најстари, тој да спел сите сме многу силни, се разбира, нема кој не е најстар. Само ако се подрудиме, меѓутоа факт е дека влашката заедница влече корени од многу одамна и јазикот кој ќе земете на вистина тоа е практично многу близок на италијанскиот, на дел од романските јазици. Многу е близок со италијанскиот, многу е близок со романскиот јазик, многу е близок со францускиот, испанскиот, да, со романската група на јазици е на вистина. Јас на пример не зборувам италијански или француски јазик или шпански, меѓутоа многу добро ги разбирам. Романскиот нели го учев. Веќе го зборувам. Да, основа е латинскиот, да. Што значи дека многу брзо се учи, познавајќи го влашкиот јазик, многу брзо се учат овие латински јазици, доколку добро го познавате влашкиот јазик. Така што и кога сме веќе кај да се навратам повторно на ние сме еден стар автохтон народ тука, нели, од самото постоење на Балканот тука сме. Сега колку ние доаѓаме до израз негде околу сопалењето на Москополе, таму. Се случува све, па после тоа Грамос, нели, и така натаму. Меѓутоа, тука сме, што знам јас е дека потекнуваме од Северна Грција, нели, денешна, околу Пинт, Епир, Тесалија и се распрснуваме низ Балканската пенинсула, стигаме до, нели, Виена, Будимпешта, каде што, прочен ќе кажам еден интересен факт, таму во Будимпешта во Унгарија, власите ја поврза Будим и Пешта, односно Тоа во 19 век, да. Да, мостот Соланци до е изграден. било два посебни града, апсолутно, да. тие што не знаат. Тие што не знаат, тоа е интересен факт да го кажам. Симеон Сина е човекот кој што заедно со тогашниот принц на Австро-Унгарската империја заедно го градат, односно е главен донатор на мостот Соланци, поврзува Будим и Пешта, за да може да се извршува трговија во тоа време. Да. И уште едно прашање имам за крај. Религијата е важен фактор во станокот и во постоењето на влашката заедница, влашкиот народ во Македонија. Вие сте, предпоставувам, верници на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Ме интересира, имате ли свештеници власи? Имаме свештеници власи и
многу е добро прашање, овако е за крај. Моментално имаме една иницијатива која што подразбира да имаме пеење литургија на влашки јазик. Собравме подписи и се надевам дека конечно ќе може да имаме и литургија на влашки јазик во една од проследено е барањето и на господин Стефан, нели поглаварот наш на Охридската архиепископија, има слух, разговарано е и се надевам дека во блиска иднина и ќе се случи тоа. Во принцип нема зошто, тоа е богатство, нели се имате византиско пеење, имате светосавско пеење, како се нарекува, зошто да нема и пеење на тоа се правци стилови на пеење, не битно е зошто да нема на влашки јазик пеење. Истото прашање го поставувавме и ние. Мислам дека ние дури и учествувавме во градењето на голем дел на црквите во Македонија како ктитори, дури и учесници во самото христијанско движење во државава. Така што јас не гледам никаков проблем. Верата е таа, властите си едни од можеби најрелигиозните луѓе во... Сакам да го кажам, 2011 година учествува еден проект швајцарски, се мереше нивото на религиозност кај различни категории на граѓани на Македонија. Властите беа убедливо на првото место според верба во Бога, и тоа не само номинално, како што не рекува, туку реално со одење во црква, со почитување на 10 Божји заповести и така натаму и така натаму. Се разбира, тоа се изјави, не може да се потврди на терен, меѓутоа секогаш сте биле, да речам, најверни, да речам, членови на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, и еве и апел од нас ако може да влијаеме господин Стефан, поглаварот на МПЦ ОА, да размисли за ова барање. Мислам дека би било многу фер и многу коректно. Стере Попули, подпредседател на партијата на власта во Македонија, благодариме за вечерашното гостување. Можеби отстапивме од она што се нарекува класична политика, меѓутоа навистина и мене и Горан гледам, а сигурно сум и нашите гледачи не интересира сите овие работи, затоа што наистина е чудно и дури недозволиво една и лојална и патриотски расположена заедница која што дала многу за државата и се уште дава, да не го има своето заслужено место во општеството, и она што е полошо, можеби затоа и влеговме вака по-детално во некои дефиниции, не им е доволно позната на сограѓаните практично со кои што живеат во иста земја. Се сложувам комплетно. Не им е доволно позната влашната заедница на нашите сограѓани, и јас ви благодарам во оваа прилика за поканата и што ја насочивме дискусијава и за малце подобро да им го објасниме и доловиме моментот со влашката етничка заедница што се случува. Се надевам ќе имаме повторно прилика да разговараме на оваа тема, а и за дневно политичките случувања, нели, со Тоа нема каде да побегне. Задоволството е наше во секој случај. Ние се надеваме дека на отварањето на влашката куќа, и тука немам дилема дека Христијан Мицкоски како лидер на ВМРО-ДПМН и иден премиер најверојатно ќе има разбирање за вашето барање за влашка куќа, и очекуваме покана кога таа ќе биде отворена, што можеме ние таму да помогнеме. Еве, тука сме да помогнеме, се разбира. Тоа е тоа. Чисто да кажам само горам, бидејќи зборувавме малку за Гордана Седјановска визави ВС, се извинам, не визави Стево Пендаровски, и понудата за дебата која што Пендаровски ја даде до Мицкоски, денеска стигне и одговорот од Мицкоски, вели кога ќе изгубиш на изборите, ако станеш председател на СДСМ, само дојди ќе дебатираме. Затворен цитат. Да, тука е прашањето зошто Пендаровски бега од дебата со Седјановска, и навистина ми се чини дека е голем проблем за него, но да е жив и здрав, има уште 2 недели, нека се занимава со кампањата. После ќе има време да одмара и да размислува што да одговара. Тоа е се за вечерова, почитувани гледачи. Утре во 15 часот репризно издание на оваа емисија, а јас и Горан ќе ви се утре вечер во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.